Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 13-тиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач, напишана од Хаџи Ата Уллах Калем. Оваа книга представува одговор на брошурата под наслов Кој се крие зад Ахмадиите, која е печатена и издадена од организацијата Сабур од Минхен, Германија. Во споменатата брошура Сабур ја обвинува Ахмадија заедницата дека го мрази исламот, а посебно дека го мрази Божиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Трет аргумент – победата на исламот врз другите религии. Овие претскажувања содржани во чесниот Куран, кои го одредуваат ветениот Месија, прават многу важна одредба за водењето на исламот кон победата против другите религии. Хазрети Мирза Гулам Ахмад точно тоа го превел, докажувајќи ја супериорноста на исламот врз останатите религии. А тој тоа го можел само со помош и милост на Божјата волја. Аллах во Куранот вели: Оној е тој кој го пратил својот пратеник со упатство и вера на вистината, да преовлада таа над секоја вера, па иако тоа многубожците го мразат. Сите коментари на Куранот и угледни муслимански теолози се сложиле дека претскажувањето од овој ајет ќе биде исполнето низ ветениот Месија и Мехди. Исламот во времето на појавување на Хазрети Ахмад бил во многу тешка состојба, обкружен со лути непријатели и постојано напаѓан од сите страни. Индусите, а уште повеќе Арија Самач и Брахмо Самач настојувале ширум Индија да се прифати нивната вера и во одредени делови од земјата успевале. Христијанските мисионери настапувале со слични тврдења во корист на својата вера, а угледни британски државници најавувале дека Бог ја одобрил врховната власт на Британија врз Индија и дека целата Индија, благодарејќи на христијанските мисионери, ќе го најде своето спасение во Исус Христос. Во позадината на овие случувања бил повикот на Хазрети Ахмад, објавен во Брахин е Ахмадија, во кој тој се одрекува од сиот свој имот и дава награда од 10.000 рупии на секој немуслиман, Арија, Брама, Сантан, Дармист или христијанин, кој може од светите книги на својата вера да објасни барем 1/5 од учењето на таа вера, како што Хазрети Ахмад со своите објаснувања во Брахин и Ахмадија ја дал потпората на исламското учење. За неговиот живот, а ниту до денес, никој сериозно не одговорил на неговиот повик. Важноста на оваа книга можеме да ја изразиме преку зборовите на Маулви Мухамед Хусейн Баталвија, големиот водач на Ахл и Хадис сектата во исламот, кој вели дека тоа бил единствениот придонес во одбраната на исламот. Коментарот на Маулви Мухамед Хусейн Баталвија: Ова, според нашето мислење, е неспоредлива книга, а според приликите и потребите на нашето време, ништо слично не е објавено во целата историја на исламот. Што ќе се случи во иднина, никој не може да каже. Само Аллах ќе ја објави вистината после ова. Ако не обвинувате за преувеличување, тогаш наведете ни барем една книга, напишана во наше време, која со иста енергија одговара на обвиненијата на непријателите на исламот, како што се Арија сектата и Брахмо Самач. Исто така, наведете ни двајца или повеќе пријатели на исламот, кои се одлучиле да му служат на исламот на ист начин, со пари и перо, со говор и аргументи, кои исто така живеат верно, кои можат храбро да ги предизвикаат непријателите на исламот и кои немуслиманите ги довеле во искушение во врска со вистината за исламот. Филозофијата на исламското учење. Второто чудо во сферата на знаењето, со кое Аллах го дарил ветениот Месија, со цел на докажување на супериорноста на исламот над другите религии, е неговиот есеј познат како филозофија на исламското учење, со кој учествувал на конференцијата за религии, одржано од 26 до 29 декември 1896 година во Лахор, Пенџаб.
Неколку дена пред конференцијата, ветениот Месија издал леток на кој за своето излагање напишал: Семокниот Аллах ми објавил дека моето излагање ќе ги надмине сите останати. Ова излагање ќе биде богатство на величењето на Семокниот Аллах и исламската вера. Со него ќе биде манифестирана величината и совршенството на честниот Куран, а лажните пратеништва и лажните вери потполно ќе бидат разоткриени. Печатењето на овој ракопис во голем број примероци ќе придонесе во ширењето на вистината на честниот Куран и светлината на исламот до потполно исполнување. برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا. Различни представници од ислам, христијанство, хиндуизам, санатан дарма, арија самач, браму самач, сикизам, слободни мислители и теозофски друштва ги прочитале своите трудови. Учесниците расправаа за убавината на нивните поединечни религии. Есеот кој го напишал ветениот Месија со силен глас го прочитал неговиот асхаб Маулана Абдул Карем. Говорот бил прогласен за најдобар меѓу прочитаните трудови. Во официјалниот извештај од конференцијата му биле дадени највисоки оценки. Цивилни и воени весници од Лахор во сите изданија од 29 декември 1896 година, говорејќи за одржаната конференција, објавиле: Посебен интерес е покажан за трудот на Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, првенец во одбраната на исламот. Представниците на голем број секти од сите краишта се собрале да го слушнат трудот кој го прочита Маулви Абдул Карем од Сиелкот. Хазрети Мирза Сахиб не можел лично да присуствува на собирот. Првиот ден предавањата траеле преку 3 часа и за тоа време било завршено само првото излагање. Организаторите им ветиле на учесниците, кои текот на конференцијата го следеле со голем восхит, дека останатите прашања ќе се обработат доколку времето дозволува. Со оглед на големото интересирање на присутните, председателот на организациониот одбор, заедно со својот одбор, донел одлука да ја продолжи конференцијата до 29-ти. Англискиот превод на трудот на Хазрети Мирза Сахиб е печатен под наслов «Филозофија на исламското учење» и бил топло примен во Европа и Америка. The Theosophical Notes во врска со споменатиот есеј го објавиле следното: најдоброто представување на Мухамедовата вера кое досега сме го имале пред себе. Во Индија било прокоментирано: излагање за учењето на Куранот во многу атрактивен облик. Нема ништо што му се спротиставува на Куранот или што не е извлечено директно од него. Четврти аргумент: особено знаење како подарок. Според честниот Куран, Аллах секој свој пратеник го дарил со посебен дар, а тоа е посебно знаење. Со такво знаење бил дарен и ветениот Месија. Тој уживал посебна милост и бил дарен со посебно знаење, бидејќи му бил верен на својот учител, честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем. Кога го објавил своето тврдење и се свртел кон реформаторска работа, критичарите прво го нападнале неговото скромно знаење. На ова обвинение на теолозите тој одговорил со следните зборови: теолозите навредуваат дека реформатор кој ги повикува луѓето во ислам треба да биде угледен зналец, а мене ме обвинуваат дека немам знаење од арапски јазик и книжевност и поради тоа ме сметаат за неук. Она што тие велат е потполно точно. Поради тоа јас понизно го молев Аллах да ме дари со соодветно знаење на арапски јазик. Он ги услишил моите молби и ме дари со многу висок степен на знаење од овој јазик. По Божјо упатство напишав 2 книги на арапски јазик: Караматус, Садикуен и Нарул Хак. Потоа ги повикав моите противници, но тие сите избегаа. Ветениот Месија на арапски јазик напишал преку 20 книги. Некои од нив се напишани како предизвик на арапите, но сите овие книги до ден денешен останаа без одговор. Длабоко и сеопфатно разбирање на честниот Куран. Аллах Джелешануху за оваа книга вели: која никој нема да ја допре освен чистите. Под допре во честната книга се мисли на достапноста на нејзините длабоки значења.
Ветениот Месија исто така бил дарен со длабоко и сеопфатно разбирање на чесниот Куран, од кој земал се што било потребно за духовно и морално упатство. Повторно ги повикал сите муслимански теологи, зналци и духовни учители да се надпреваруваат со него во пишувањето на коментарите на арапски јазик на било кој дел од Куранот, но никој сериозно не се одзвал на повикот. Пир Мехр Али Шах од Голар, блиску до Равалпинди, објавил дека го прифаќа предизвикот, но само бил исмеан и понизен. المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا. Кршењето на крстот. Второ чудо кое ветениот Месија го покажал во областа на знаењето било темелно уништување на иднината на христијанството. Кога ветениот Месија се појавил, христијанството доминирало над сите останати вери. Најстрашно од сите верувања било верувањето во Христос како божество. Затоа честниот Куран вели: само што небесата не испука поради тоа, а земјата не се распарча, а планините не се урнаа, затоа што на милостивиот дете му препишуваа. Во контекст на овие начела, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем го упатил ветениот Месија да го скрши крстот, и тој тоа го направил на најдобар можен начин, пишувајќи ја својата книга Масих Хиндустан Мейн, Исус Иса во Индија. Ветениот Месија врз основа на објавата која ја примил од Аллах, изнел за препастувачко тврдење дека Иса не умрел на крстот, ниту во човечки облик се воздигнал на небото, туку како и сите останати пратеници починал од природна смрт на земјата и е погребан во Кашмир. Ова откритие на вистина го скршило крстот и го сосекло христијанството во корен. Ова чудо било длабок удар за христијаните, така што почнале да ги напуштаат своите верувања и да поминуваат во ислам. Петти аргумент. Постојано услишување на дови. Хазрети Ахмад, ветениот Месија, ги повикал своите противници да изберат метод со кој ќе се одреди дали неговото тврдење е вистинито или лажно. Еден од 4 критериуми кои тој ги предложил за тоа било прифаќањето на довата. Симпатично е дека никој од неговите противници не се впуштил во тоа. Од стравот да го направат тоа, тие всушност ставиле печат на неговата вистинитост. Постојат безброј примери во животот на ветениот Месија за прифаќањето на довата. Еден од нив е следниот. Момче по име Абдул Карим дошол во Кадијана од Хидербад, Јужна Индија, поради верско образование. Неговата мајка била вдовица. Момчето го каснал бесен пес и го префрлиле на лечење во специјална болница во Касаула. По лечењето тој се вратил во Кадијана и се чинело дека се е во ред. Меѓутоа, по неколку дена момчето добило симптом на хидрофобија. Ветениот Месија го молел Бога за него, а мајката во исто време со писмо за совет му се обратила на лекарот во Касаула. Лекарот одговорил: за жал ништо не може да се направи за Абдул Карим, бидејќи тој има симптоми на фобија. Кога го известиле за тоа, ветениот Месија објаснил: тие немаат можност тоа да го излечат, но Бог има. Продолжил со учењето дови за здравјето на момчето и како резултат на неговите дови, момчето со Аллахова милост потполно закрепнало и дочекало длабока старост. يا قلبي يذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا قلبي يذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Денес го завршивме 13-тиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач. Еселаму алейкум.